денеска се наоѓаме во градот Адијаман во истокот на Република Турција, каде што Републичкиот тим за заштита и спасување работи на расчистување на објектот кој што беше зафатен од катастрофалниот земјотрес кој што се случи во понеделникот наутро во Република Турција. Нашата задача со самото доаѓање во Република Турција беше прво да оствариме контакт со штабот на цивилната заштита на Република Турција АФАТ, со тоа што ги добивме и првите задачи, што и како треба да сработиме додека е нашиот престој тука во Република Турција. До самото пристигнување на објектот направено е прво испитување и направен е план на каков начин треба да почнеме со пребарување и спасување на преживеаните внатре. Додека на овој објект работивме, добивме задачи уште на плюс 3 објекти да направиме проверка и да направиме процена што точно се случило и како треба да бидат спасувачките мисии понатака таму. Меѓутоа, за жал, таму не успеавме да најдеме преживеан. Меѓутоа, на објектот каде што работевме во Иени Мало, една од зградата каде што беше и нашата задача, успеавме да најдеме едно преживеано лице. Така да продолжуваме со активности тука во Република Турција до расчистување комплетно на објектот. Самиот објект во габарит е огромен, работата веќе се одвива неколку дена, не пречено 24/7, со тоа што успеавме веќе да финишираме и да стигнеме пред крај со негово расчистување и да ги доизвадиме сите на починати лица кои за жал се најдат во самиот објект. Ние како Републички тим за заштита и спасување на сите граѓани на Република Турција и изразуваме големо сочувство за настанатите загуби на најблиските семејства и фамилии, со тоа што исто така и изразуваме големо сочувство до нашиот братски народ турците кои што живеат во Република Северна Македонија. Благодарам многу, јас сум Ивица Наумовски, раководител на тимот за брз одговор за заштита и спасување од урнатини, директно од градот Адијаман во Република Турција. Благодарам.